тука сме собрани пред се и над се да им искажеме доверба, да им дадеме подршка на нашите браќа уставообранители. Сакам да се заблагодарам на секој еден од вас. Слобода! 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 Сакам пред се благодарност да истакнам на нивните роднини кои што се денеска тука присутни со нас. Сите истрпа овие 3-4 години на страховладење на Зоран Заев. Меѓутоа, како што истрпија браќава кои што се тука затворени и низ македонските затвори, како што истрпија нивните роднини, нивните родители, нивните сопруги, нивните деца, никој друг. Верувам дека како што јас самиот, верувам дека и секој еден од вас страда заради затворот и ова злопатење кој што го имаат нашите браќа и по крв, но и многу поважно по идеологија. Сакам да порачам на нив дека не се заборавени. Не само што не се заборавени, тие за нас тука присутните, а верувам и во секој еден македонски дом денес, тие се современите маченици, маченици во 21. век, маченици кои што е наш светол символ, наши светилници, дека и во најцрните времења, кога Македонија е поробена, постоеле и постојат македонски синови кои што застанале во низината одбрана. Тоа, најголем дел од овие браќа тука кои што се денеска, повторно ќе речам, не само во Штипскиот, и ни сите македонски затвори затворени, тие тоа го покажа и 2001 година и 2017 година. Нивниот грев во што се состои? Нивниот грев е затоа што ја љубат и ја сакаат Република Македонија. Може би нешто повеќе од нас останатите, кои што, за жал, ја би рекол за мене лично, мене ми е жал што не се наоѓам заедно сега со нив и многу полесно мислам дека ќе го истрпе во овој црн период на национално, на секакво понижување кое што ни го прави Зоран Заев. Сите ние, кои што им даваме подршка, знаеме јасно дека тие за ништо друго, освен само затоа што му пружија отпор на заевите политики, се наоѓаат сега внатре. Беа во право, кога тврдеа дека ќе биде променет уставот на Република Македонија, беа во право кога говореа дека Македонија ќе стане двојазична земја, веројатно како бонус ни на сон, во најцрниот сон, нити они, нити ние тука присутните, не верувавме дека Зоран Заев ќе се дрзне дотаму да не бугаризира, да ја брише македонската историја и да докажнува заедно со неговите коалициони партнери Каракачанов и Закариева дека сме бугари. Тоа верувам. Постоеле лоши времења. Меѓутоа, во моментов сакам да потсетам дека 400 до 500 македонски синови и керки кои што се спротивставиле на Зоран Заев, сега се под политички прогон. Толку луѓе се со обвиненија, толку луѓе се по притвори и по затвори. Тоа, во едно најцрно време во минатиот век, во 20. век, сите сте слушнале за Јозеф Сталин, човек кој што е символ за диктатура. Меѓутоа, и во негово време, да ве потсетам, потребни беа 20 сведока за да бидете осуден. Сега, овие браќа наши, само на сведочење на еден, за волја на вистина професионален сведок, сега се во македонскиот затвор. Заев се надгради и неговиот правосуден систем. Почнаа во последно време белешка да ви напише некој полицаец, може да се најдете во притвор или во затвор. Не постои друга земја веројатно во светот каде што за кубење на коса, па таа била и на Радмила Шекеринска, бил осуден на 4,5 години затвор. Недо Панче, за жал, човекот 3 години и нешто одлежа и ги одлежа во полно време, ги одлежа во затвор. И кога говориме за уставобранителите, и ние тука надвор, и тие што се внатре, тврдиме дека не бараме милостиња, не бараме ние милост од Зоран Заев и неговите гавази. Ние само бараме нов судски процес во кој што ќе биде фер и во кој што правото ќе биде главно.
А јас сум сигурен дека во таков судски процес тие нашите браќа ќе бидат слободни. Не само што ќе бидат слободни, него ќе бидат величани во новата македонска историја како едни од најголемите херои. Дојдени сме тука да порачаме дека ние не можеме да прифатиме македонските затвори да бидат полни со патриоти, а во исто време корумпирани криминалци да се шетаат по Мексико и Дубај. Каде го има тоа во светот, ја прашувам. Да пронаоѓачот Рашковски измислува софтвер, а истиот тој Рашковски во функција на генерален секретар на ЗАЕР да си го купува тој софтвер. Тоа постои, браќа и сестри, само во Македонија. Македонија е земјата која што, патен изражал, нивна, во која што нема ниту една, се уште ниту една единствена вакцина набавена. Да не беа поклонот кој што ни го дадоа србите и оние 3000 од русите, ние немаше да имаме ниту една вакцина. Но што дознавме? Тоа немаме ние вакцини затоа што апашиве сакале и на нив да прават профит. И на вакцините сакале аванти да прават. Не постои друго место, јас барем не слушнав, да е платена кинеска вакцина повеќе од $30. Заед и Филипче тргнале да ја плаќаат по $65. Токму тоа и желбата нивна за екстра профит, за воено профитерство, не донесе до тоа да ние сме сега земја со најголем број на починати, со најголем број на заразени. И тоа хукта, тоа гледаме дека не спласнува. За сето тоа, сакаме да им порачаме дека новата власт на ВМРО ДПМН, предводена и низините коалициони партнери, предводена од Христијан Мицковски, нема да има нити милост, нити жал за предавници и корумпирани криминалци. Сите тие ќе одговараат. Тие криминалци се тие кои што треба да се најдат тука во затворите, а не нашите браќа. Сосема на крај сакам да му порачам на Заев. Да го запамти денешниот ден. Денешниот 21 март 2021 лето господово. Денес започнува македонската пролет. И од денес македонските браќа и сестри, македонските синови и керки ќе бидат по улиците, по плоштадите на Македонија. Се додека оваа тиранија не ја тргнеме од власт. При тоа, уште еднаш сакам да порачам дека не можеме ниту ВМРО, нити било кој сами единствени да го поразиме ова зло. Само сплотени и единствени ние можеме да го